Жанета Богојска, прва година политички студии. Нечинството е нешто што секоја жена го посакува. Всушност и смислата на човековото живење е да си има потомство. И јас еден ден сакам да имам свое дете. Тоест две. Сакам да имам 3 деца. Но знаете што се случува на црниот пазар? Почетната вредност на едно хендикепирано дете е 5000 евра. А доколку се роди здраво, право, машко или женско дете, неговата сума изнесува 60.000 евра. Слично на продажбата на автомобили. Цената опаѓа, доколку автомобилот не ги поседува сите атрибути потребни за купувачот. Весниците објавуваат: ја продала својата ќерка во Италија за 3.000 евра. За да обезбеди храна за своето семејство, го понудила својот бубрек во Србија за 20.000 евра. Да не станеше славна фудбалска звезда, мајка му немаше да си го побера својот Марио Балотели. Докаде ќе опаѓаат човековите вредности? Каде човекот ќе го достигне врвот на неговата алчност? Луѓето успеа да ја продадат својата искреност. Станаа криминалци и лажговци со цел да стекнат финансиски стандард рамо до рамо со големите сили. Ги продадоа своите деца, а уште полошо. Ги прогласија за мртви, а подоцна успеа дебело да профитираат продавајќи ги своите бебиња на богати семејства. Дојде време ние девојките да трагаме по сопруг, кој по професија ќе биде гинеколог, па нема да го злоупотреби своето чедо во замена за пари. Денот, кога ќе стана мајка, сакам да ми биде најсреќниот ден во мојот живот, а не да се плашам дали некој со моето дете ќе купува коли и ќе гради палати. Колку невини бебиња изгубија трагата за своето постоење, колку деца добија цена и колку семејства станаа родители на мртви деца. Јас сум среќна дете. Моите родители ме добиле без да ја платат мојата цена. Тие се едни од оние кои не западнаа во оваа криминална пајашина. Денес, драги мои, не огрева ново сонце, нови промени во законот, нови стручни кадри и промена во софтверот која вели усвојување по електронски пат. Се надевам дека овој закон е вистинскиот избор, затоа што и новите стручни кадри се родители на своите деца, а тие деца немаат вредност во евра. И ако човековите вредности се во криза и алчноста зазема централно место, тогаш ве молам, сетете се, дека и вие некогаш сте биле деца, деца кои можеле да го изгубат својот идентитет и да станат сума од 60.000 евра. Затоа ве повикувам, сите заедно да се здружиме за моето дете да расте среќно покрај своите родители, а вашите внуци да бидат безгрижни толку во вашата преградка.